Ете така, Иване, нас повторно назад во живо од студиото на МТМ телевизија и веќе е време за мојот прв денешен гостин, односно денеска во студио. Имам двајца гости кои што ќе можете да ги видите многу наскоро. Тијана Милевска и Сашо Ексклузив се со мене денес во студиото. Оно што на самиот почеток јас би сакала да го нагласам и да ви го посочам токму вам. Ова ремек дело од фризура која што гледате токму на мене, Сашо Ексклузив успеа да го направи за неверојатни од 3 до 4 минути. Од прилика тоа беше времето потребно за да се направи оваа фризура. На самиот почеток јас посакувам добро дојдовте и на кратко, Сашо, само еден вовед во разговорот. Колку е тешко да се направи една убава фризура за толку кратко време? Дали е тоа твоја рутина, можеби, твој начин на работа? Рутина и многу нормална рутина и многу идеја да имаш. Идејата е најбитна, посебно за вакви фризури кои настануваат за неколку минути, идејата е битна. Кога имаш идејата и кога имаш техниката, таа бидно готова. Пред тоа косата мора да е испеглана, да кажеме, спредена. Не можеш и сега. Твојата не беше не испеглана, него сама што си беше дома направено, тоа беше. И тоа ние моравме, пошто имавме толку време за да влеземе во студија. Така, наистина убав начин да ја заклучиме емисијата и може би сите оние кои што би сакале да имаат фризура за многу кусо време, а се брзаат за некаде, одлична можност да добијат. Добро, тоа не е пресудно толку и пола сада трае фризурата да се работи не е проблем. Така, оно што ја сакам да го напоменам и да го нагласам е тоа. Само ја друго сакам да кажам. Ова се вечерни фризури кои се прават за брзо време. Може да биде ова исто и дневна фризура, малку сега да подсобереме, и дневна фризура ќе ти биде. Меѓутоа ја направив посебно, така да сакав пораскошно дело. Така, и го постигнавме ефектот, јас верувам ќе се согласат и нашите гледачи, ефектот е постигнат, фризурата е раскошна. Она што сакам јас да го нагласам е тоа што ти си интернационален презентер за ексклузивни фризури, за фризури кои се прават за многу кусо време. Што значи тоа интернационален презентер? Пријате, тоа е да кажеме едно најголемо достигнување што може еден фризер да се го посака. Јас за тоа маштав од дете, сум мечтел за тоа да можам, пошто мислам дека во себе имам многу уште да дадам од себе, да научам некого кој сака да го знае тоа. А не може вака, ајде ќе дојде некој салон ученик или работник кој завршил, па сака специализација. И ова е, например, нешто што го добив, што си го сонав од дете. Да се бидам презентер, не мораш интернационален. Сега случајно ми се погоди, упали среќата, иначе тоа е. За една многу позната фирма ќе биде, уште не можам да кажам за која фирма е. Така, оно кое што сите ние го посакуваме остварување на детскиот сон, можеме да заклучиме, ти веќе се уствари. Да, не се уствари. Така, Тијана е денеска со нас со причина, нели, она што ќе имаат можност да го погледнат нашите гледачи е демонстрација на една твоја фризура, една од оние фризури кои што ти сакаш да кажеш дека не се познати помеѓу клиентелата која што доаѓа кај тебе во фризерскиот салон. Така, обичниот човек не ги знае. Така, туку помеѓу оние кои што доаѓаат на семинарите. Да, тие што си идат по семинари, по презентации, тие ги гледаат овие фризури. Тие фризури мора по правило се прават од 3 до 5 минути треба да е готова фризурата на претходно подготвена коса. Значи, тоа е само рацете и мозокот. Иначе подготвена коса, знаете, може да биде свенирана, увиткана или нешто да се направи, како што се гледа кај, не знам дали може да се зумира ова. Камерата може да забележи. Ова е све додадено, целава крупно е, крупно е. Ова е све додавано, низината коса до овде. Ова е низината коса. Он има една паш фризура до овде. Ова е све надграда оставена, која се вади на клипсови надградбата и сега од оваа фризура сега ние можеме да правиме што сакаме. Ова е подготвена. Значи, вака подготвена коса излегува на сцена. И треба за од 3 до 5 минути да биде готова. Така. Видите, денеска ќе си дозволам повише, пошто имам уште уметоци, ќе си дозволам 15 минути да ги анимираме гледачите и мислам дека ќе им биде интересно. Така, јас предлагам веднаш да започнеме со оваа 15-минутна презентација, да видиме на каков ќе биде крајниот резултат. Повели Сашо, можеме да започнеме со работа, а во меѓувреме секако ние ќе се продолжиме и со нашиот разговор. И секако додека ја подготвуваш фризурата, би можеле и да... Ќе имам поблиску нека биде до вас, за да може да се гледа. Така, камерата ќе зумира? Да, ја зумира. Но тука негде, значи тој дел да е покрупен тука, што ќе се работи. Ние обично си имаме билборди кога работиме, само рацете ни се фатени и тој дел кој не може близко, пошто има 200-300 луѓе кои гледаат. За да може фино да видат, зумирано е тоа и само рацете идат на билборд.
Така, не можеле и да се завртиме бидејќи столчето е подвижно, а ете така и од оваа страна да се забележи. Вака, косава е фарбана од неколку бои. Тоа е моментално хитовско. Значи до пола една боја, пола друга боја, па е додана е плава. Ова се све уметоци. Еве е незината коса, значи ова е незината коса, овој прамен, до тука. Ова другото се додатоци. Меѓутоа тоа ако се стави успешно на гледбата, не може нигде да се препознае дека е дога. Еве овдека се познава како еве доле, ај малку подлабоко фати. Така еве ќе забележи камерата. Да се види докаде е дужината. Така, меѓутоа морам јас да забележам. Може уште малце. До столчето доаѓа должината. Кажи, Бети. Така, она што јас можам да го забележам е дека се работи за наистина квалитетна надградба. Има ли разлика во крајниот резултат на фризурата, каква надградба се употребува? Овдека мора да ставам надградба затоа што нема вдолно коса. Така, меѓутоа велам, има ли разлика од надградба до надградба, од квалитетот на влакот? Да ви кажам, јас сум мислел дека има голема разлика и секако дека има. Јас сега не сум каде, добро. И мислам, и секако дека има, меѓутоа, пред некој ден ми дојде на пејачка од Србија, ми дојде една коса вештачка. И ми вика на витка теја, викам, ова ќе изгори. Јас стварно прв пат у живот се среќавам со коса вештачка која треба да обработам. Какви искочи, локните какви искочи, јас изненадав. И он вика, у Белград ми ја продадува, никаде не ми направи вакви локни. Викам, ја на ваш ризик ќе работам. Ако изгори, не сум крив. И прв пат у живот видов дека вештачка коса може да се витка. Така, можеби тоа е онаа поговорка човекот учи додека е жив. Додека сум жив. Еве тука сега во еден дел овдека, така, да може сега да се зумира пак, да кажам нешто сакам. Овдека има вештачки прамен еден цел. Овој дел. Ова е вештачка коса. И јас си дај стојам и понатака стојам на тоа да не ја третирам неза, ова си е таква донесена, не ја третирав. Ова све друго што е третирано овдека, тоа е незина коса. Така. Еден правен фатив да видам дали ќе изгори, кога не е изгорен, чисто да пробам. Така се уверивме дека не е изгорен правенот. И сега, вештачка е вештачка, сега најбоје да е природна. Така, доколку има можност да биде тоа... Има, у Македонија има многу добра коса, квалитетна се носи, нема потреба да одиме екстра да набуваме од негде коса. И сега нема да правам нешто многу со коса, но тие многу убави стои ваква фризурче со долга коса, она така атрактивно изгледа со долга коса, а немала ваква коса. Сега ќе покажам неколку финти, ајде да немавам поблиску камерата. Така, еве камерата која што ќе зумира во следните... Само е многу, најте малку подалеку, подалеку. Подалеку, ајде да видиме. Не до пределот на нозите нека биде крупно. Ајде да видиме што има Сашо да покаже. Да, сега ќе покажам неколку варијанти од ова што може да се направи. Добро. Ја мислам дека ова добро ќе се. Вака сега, значи можеме сета коса да ја префрлиме на една страна со една укосница позади. Нема да закачуваме, само ќе биде презентација. И ова може слободно вака да се искочи на некоја свечана прилика, дискотека и што е знам, зависи како ви е стилот на облака. Од ова коса може да се направи многу убава пунџа шпанска, која ќе биде вака тука долу. Кој е умешано, ќе знае да го закачи и вака ќе може тоа да направи. Така, може ли да видиме како тоа ќе изгледа на крај? Јас уште не сум решил која да ја направи. Така, значи сега им даваме само инструкции на гледачите. Што може? Ова коса може да биде собрана у пак многу крупна. Ајде да видиме. Така добро. Еве, може да биде љубав реп. Еве, се ќе свртаме вака, да, еве. Така да бидат гледачите. Значи, тука е убаво стегач некој, убав било што. Шнова некој, значи ова една фризурка за свечени фризурки. Ова се поише за свечени фризурки. И тоа само да биде правено однапред. Сега да го покажам ова прамено напред. Само да биде прамено напред, било премногу свечено. Не за секојдневно. Само да било. Ова да го немаше, ова фризура ќе беше топ за диско за сега. Така, може ли да се направи некој баланс помеѓу вечерна и дневна фризура, ако говориме за тоа дека вечерка сме биле некаде излезени, сакаме утре дента да ја носиме фризурата на работа. Може ли да се направи нешто? Фризерот треба само да ја каже, овој дел, да кажем, тој дел кај што е финтата на фризурата, ќе каже, ова само се бали чешлајте го, другата нека си продолжи. Другиот нека си оди. Така, ги советувате ли кога доаѓаат клиентите кај вас во фризерскиот салон, која фризура е за дневно, за вечерно излегување? Првенствено, јас имам муштери и тие што ми доаѓаат и нови муштери, сите знаат што е вечерна
тука се многу се едуцирани нашите луѓе, затоа што ние имаме толку многу списанија, толку многу на телевизија имаме представа како треба да изгледа. Па со вас возителките вие најдобри презентери сте на фризури. Ја многу ми е мерак што моите колеги ете си држат секој своја телевизија си има и си го рекламираат. Ја мислам дека тоа е најубавата реклама за секој фризер. Така, јас апсолутно се согласувам со тоа. Продолжуваме понатаму со фризурата. Ајде сега да се зголемиме. Ќе го зумирајте. Сакам изработката. Ајде да видиме како ќе се изработи оваа фризура која што се нетрпелива. Ние имаме само 3 шноли. Колку имаме? 3 шноли имаме и 4 шнолчиња имаме. Со нив треба да се направи нешто кое треба да издржи бар една ноќ. Една свечена вечер треба да помине. Така, наистина е умешно со само 3 или 4 шноли да се направи фризура која што треба да издржи, нели, неколку часа. Да. Сега ќе пробам овие бои што вие не може сега она личи како да е плава, а уствари одоздолу е све шарено. Тоа е све у тонови, целата коса е у тонови направена. Најдолу е еден тон. И сега ќе пробам овие тонови да ги качам горе, за да може да се види што, како, косава е као виножито. Сега виножито не очекуваме на роза да видим, ова ќе видиме на кафеави тонови, на топли тонови. Нема да брзаме, пошто рековме 15 минути можам да ја правам. Така да ја во моментот ќе ја креирам, не сум ја замислил. Така. Оно што сакам да прашам, кога зборуваме за модните трендови, она што ни доаѓа од светските модни писти, колку се... Извини, може ли ти дека зборуваш, цело време биде камерата кај мене, а бе ти нека си зборуваш. Зашто ја ќе работам за тоа. Ајде да видиме што... Јас, дека биде зголеме нове, да си работим. Да добиеме у време. Е така. А ти веќе слободно прашај, ја ќе одговорам. Така, продолжуваме понатаму со нашиот разговор и продолжуваме понатаму со фризурата која што очекуваме да ја видиме каков е крајниот ефект. Добро, лакот кај е? Така, лакот најверојатно ќе го добиеме во моментов, сепак емисија во живо е ова, правиме фризура токму во живо. Оно што сакам јас да прашам е колку македонските девојки се во тек со модните светски трендови. Спомената, меѓутоа дали имаат храброст да експериментираат, сепак се работи за експеримент кој што ја променува бојата на коса, нели? Да, тоа се експерименти, меѓутоа се со договор со својот фризер ќе си се договори. Големиот лак ќе те молам. Колку се плаши у кадар да влезе, само сака од позади да седи. Така, таму е нели местото на снимателите? Снимателите неќе да се покажуваат. Еве сега овдека правиме, ајде молам зумирате. Овдека направивме еден момент, блази таласи, виден бранови таласи, кои ова сезона се многу модерни, и оскаровците сега која беа. Мислам дека многу имаше вакви фризури и мислам дека ова ќе биде хит, овој фазон ќе биде хит за аматурски оваа година. Ние со нашето студиото го работиме тоа и хитовски. Овој прамен може толку комбинации да претрпи, тоа е многу зумирано да биде. Затоа што може да се крене, да се собере у кок, значи ова све може од оваа страна да се собере и еве добиваме една фризура. Ајде, се може да зумираш како изгледа, само од напред. Ја ќе држам за раце, чисто да се види ефектот што сме добили. Може она ваква да има аматурска фризура. Со некој моден детаљ, едноставно, младолачка, да не биде како тетки, обично така се викаат, не дека тетка бидна. За да не биде како тетки имаме. Тоа е, например, еден момент, што е многу модерно, jer сега кога бев да го подпишам уговорот, така уште нема да кажам со кого, бев у Приштина, подпишав уговорот со Туто, тоа се нови бои кои ги излегуваат на пазар кај нас, треба да платат за рекламата што ги рекламирам сега. Така ќе побараме проценти. Тие се Максима представништво, да, си барате вие кај телевизија. Кај Саша не зезна, ни кажа, немавме каде да се враќаме назад. И секој месец имаат свој салон таму у Приштина, ги собираат фризерите и ќе правиме презентации на фарбите, ова е работено со Туто исто, се е работено со Туто. Тоа се многу прекрасни бои, а не се прескапи. Пошто пазарот се знае колку сега е криза и колку тешко. Една боја се наоѓа за 200-250 денари, плюс услуга до 300 денари. Ако бидам си за 560-600 денари имате убава боја.
твоето исто со туто е фарбана и прекрасна плава боја се добива. Така, тоа може да го забележат и нели. Иначе ја работам со Диксон најчесто, меѓутоа туто го бацувам сега како солуција плюс. Така, има ли никаква разлика од бојата, односно од брендот на фарбата и од фризерот кој што ја нанесува ова? Има ли никаква умешност, некој трик во нанесувањето на боја на коса? Трик нема. Ќе молам дека биде цело време кај неј за камерата, не кај мене. Нема што да се види кај мене, јас сум више тој 50 годишен човек, така. Нека биде цело време камерата зумирана, ја и дети да не бидем у камера. Ајде да видиме камерата на Тијана. Она е најважно денес. Така, нека биде цело време. Ето за боите да не праша. Така. Боите, имам семинар, отидам на Диксон семинар пред 10 години. И седиме сите и прашува презентерот. Тоа е демек највисоко нешто се посебно. Прашува презентерот за бој, пошто таму е се поделено за бои, за шишење, за пунџи, се е посебно. Нема таму исто како докторите. Еден хирург, други офталмолог, се. И се вика тој вика дистрибутерот и те, која е вика најубава боја, дали знаете? И се по логика, пошто сме дошли таму Диксон да гледаме, ќе каже некој Диксон. А јас у моментот зачутев. И ми вика колега, зошто чутите? Па вика, мислам дека нема добра боја или најдобра боја. Ако ја нанесува лош фризер? Не. Има добар фризер и лош фризер. Затоа што сите бои што ги има на нашиот пазар, нека и од 50 денари боја, карикирам, може нема 50 денари, може да има. И е добра боја затоа што проверува на луѓе. Таа дошла од некоја фабрика, нека е Бугарија, нека не е битно од каде дошла, они таму успева да ја направат за таа цена. Али ако се користи таа иста боја у фризерница, може да биде без проблем, без промашај може да биде. Така, ова е можеби и еден путтик за нашите гледачки и без разлика дали не, само да кажам, најстрашно е дома што се фарбат сам. Тоа е најстрашното. Боите не се толку лоши колку што е начинот на фарбање што не дома се греши. Ајде, да, кога веќе ја отворивме оваа тема, што е толку погрешно во домашното фарбање? Ајде да видиме Тијана уште малку. Тијана цело време нека биде. Јас ја направам фризурата да збориме. Што е тоа толку страшно во домашното фарбање? Во домашното фарбање е најстрашно тоа што сам човек, па нека не е ни сам, нека е комшика или не е битно кој. Ако и ја ќе те намачка. Ајде се мачкаме меѓу себе. Има и тоа. И сега они ќе земат бојата, ќе растворат. Боите на пазар имаме ние многу квалитетна боја. Не мора да е професионална, али многу квалитетни бои имаме, да кажеме. Палете, тоа се се убави бои. Меѓутоа, и тие не случајно се предвидени за домашна употреба, али тој што ја става дома треба да знае што му треба. Треба да знае како се нанесува. Значи, тоа може да кажам. Бојата се нанесува и закон е тоа. Ако има израсток, прво израстокот. Израстокот е тука не можеш си сам да процениш како нестручњак дали ќе стои 40 минути или 50 коренот, за да добие нијансата која е претходна. И после 5 минути на крај се премачкува само врвот и се мие. Тоа дома не го прават, него целата ќе ја намачкат и така се мора да изгори. И вика бојата не чинеше, бојата си е боја, таа нема 200% хилојано напред. Така. Тука не се слагам да кажеме, или не да кажем со колеги и со обичен човек, кој ќе прави, јас само се фарбам, многу бои со години се фарбам. Абе вие може да се фарбате, ама тоа не е тоа. Има професионални бои постојат бои кои се веро да кажеме полно етинекс и сите тие големи маркети имаат убави квалитетни бои. Меѓутоа треба начинот на фарбање да се знае како е, не може сам човек тоа да го прави. Така, не може да се нашите дистрибутери што доаѓаат. Јас работам скоро со сите дистрибутери што се од Македонија. Што доаѓаат во Скопје, што ни нудат бои. И само фалат. Овие се професионални бои прекрасни, овие се професионални бои прекрасни. Ајде да ја завртиме Тијана, да видиме, да забележи нашата камера што во моментов се случува таму. Нека седи крупно цело време, ја ќе. Ева така? Ја ќе. Вака нека се седи, ја ќе вртам. Така нека се седи. Тоа е отприлика за фарбање. Така, што може друго може да препорачам. Секоја жена треба дома да има добра маска за коса, добар шампон што ќе го препорача својот фризер. Обично сите ние брендирани фризери си имаме и бренд со кој работиме, може да се препорача тоа. И таа дома толку да може да си ја одржава косата да не изстане, како што да не спомнеме сега. Така, многу често можеме да забележиме девојки со убави негувани коси, меѓутоа многу често се должава гледаме и
многу девојки, жени со изгорени коси, дали е тоа само од лоша употреба на фарбите за боите за коса или пак и во третирањето на косата? Не. Една коса плава, која е како твојата, или гледаш каква е. Таа не е обработена од собајле, не е стенирана, а таа личи може да се носи. Значи не е до тоа. Начинот на фарбање на губите. Ние се работуваме годините од век, колку? Ти се фарбаш цело време кај нас, дома не се фарба. Ето каква имаш плава коса до половина. Така, значи тоа е доказ дека доколку се третира правилно и русата коса може да биде убава, квалитетна. Ето све како е плава коса, дека треба да изгори, секој да изгорена. И бланшот која се става не треба да се става со 12%, може да се стави со 3% да се добие добар ефект. Да, значи, една може би е контрааргумент на оние кои што веруваат дека само со висок процент на бланш се добива убава боја. Никако. Сега дури се практикува што понизок процент. Ја тебе те кажам со 6% ќе доѓа. Али ако сакам некој да сменам не јас, можам да отидам и 12, ама тоа е тоа да го проценам дали твојата коса може да го издржи тој момент. Така, може би и токму таа проценка е најважна во добивањето на квалитетна боја и понатаму и квалитетна коса. Да. Дали тоа те разликува и те прави поуспешен за разлика од сите други, може би твои колеги, да може би неблагодарно, меѓутоа е убаво да споменеме колку се луѓето способни во твојата бранша да поземат? У градот има салони кои прекрасно си работат својата работа и се едуцирани и уште се едуцираат. И не сме никој и препорачам на сите колеги кои не слушаат и кои не гледаат денеска и на нивните муштери, може некои муштери гледаат нивни. Да им кажат да не испуштат семинар, посебно сега е толку лесно да се отиде на семинар, затоа што ги донесуваат тука семинарите. Не мора да оди пари, кога јас што морам да трошам пари по 2000 евра да потрошиме за да видиме нешто. Сега доаѓаат тука. Така, значи те молат да им да те научат. Семинарите се, претпоставам, една многу важна работа, нели да се научи нешто ново. Колку редовно треба да се посетува семинар? Колку често се менуваат модните правила, искуството? Една работа можем да кажем, тоа важи за сите. Ако ние секој да кажеме излегување на семинар, нешто ново може да научиме. Тој што сака да научи нешто ново ќе научи. Која е одлична возраст за да се започне да се занимава еден човек со оваа професија, па за да може да достигне до врвот? До врвот, ако сака да стигне, треба да почне од 13 до 15 години. Тогаш што оформува карактер на еден дечко, девојче или момче, кој сака да биде фризер. Навистина рано. Јас за син ми малиот, што мене ја имам поголем и помал. Големиот ми е надив, малиот ми е фризер. На 6 години знаев 7 дека ќе биде фризер. Јас знам, доволно да го видам некој дете и да знам дека за колку време. Воопшто не треба да губи време. Неколку дена да мине на проба, било која, да видиме со он како, не он како фризира, пошто они дошла само туку, дури не знаат дека да седнат у салон прво дошла, дури странне. И да видам дали он има интерес да смете после мене, да забрише после мене, дали има естетика у себе. Ако има естетика у себе, нема проблем никаков. Токму тоа сакав да биде моето следно прашање, дали естетиката е еден од главните адути кои што мора да ги има идеја, естетика и идеја. Естетиката е нешто друго, идејата е друго, значи треба да имаш идеја. Ова фризура, сега ја правам без размислување. Така, ја правам без да си не замислам. Обично работам, седнувам со муштери, се договараме што сака и таа се прави таа фризура оно што ја сака. Ова се правам сега што ќе ми дојде, на ќе имам прамени уште дека може сите ќе ги ставам, може не да ги ставам. Рековме да биде чисто нешто поинтересно од другите емисии што ги прават. Последните имаме многу емисии направени. Фала ти многу за тоа. На телевизија има тоа исто многу сум благодарен. Има наистина голем број емисии, убава се работка со ваша дискусија. Еве сега ова нешто договоривме. Сакам на 3 кои ќе се јават први ако имаме можност да им поклонам гратис шатирање. 3 ако се јават сега ако имаме можност. Одлично. Значи шишање не него шатирање. Одлично. Доколку некој е заинтересиран, може да се јави или ќе разговараме малце и ќе ето така, одлична можност нели да некој ги проба вашите способности, вашите услуги кои што се однесуваат на убавата средена вкуса.
Ама ми бегаш, не, цело време. Еве фризурата, сепак мора да се промени кадрот, да не им биде монотонна Не, гледачка. држи цело, јас сега кажам, ово крај беше, готово. Крај беше. Ставаме уште еден прамин овдека. Си правиме уште една финта. Ајде да видиме која е последната, ова ќе му дое како шлак на турдата. Да, уште ова го правиме и готови сме со фризурата. 7 минути колку помина не е битно. Така, не забележавме на часовникот дали за 15 минути беше оваа фризура, ние малку се за покажавме, така. Сега сакам да кажам нешто во однос на мојот персонал. Сакам да ги поздравам, никогаш во живот не сум ги поздравил, ами замерија еднаш. Си го поздравам персоналот, ги поздравам сите мои муштери и сите што се задоволни биле од мене и што не биле задоволни, пошто никој не е совршен. Нормално дека секој греши. Колку често може да се случи да ја промашиш, да речеме, замислата на оној кој што станува? Тука е проблемот. Ја може ќе изработам добра ствар, ама замислата може да се промаши. Ако психички, психолошки не го процениш муштеријата и ако не му посветиш внимание, може да се случи. И затоа мене првпат кога ми се јавува муштерија или имам тој ден слободно, ја не ја примам. Ја примам термин утре или заутре, кога ќе бидам јас слободен, за да посветам внимание бар пола час пред да почнам нешто и правам. Така. Затоа што може да се случи да се промаши. Така, да побара клиентката, идам на фризура да добијам нешто друго. Иако фризурата верувам ќе биде квалитетна и ќе... Таа ќе биде носива, меѓутоа доволно е да не се добаѓа тоа. Доволно е малку дужината да ја промашиме нешто и да не е тоа, или формата да ја сгрешиме. Така, или пак лукните да бидат посветни или нешто така, да. Да, се случуваат такви грешки и веројатно кој работи тој и греши. Ами добро, така е, меѓутоа, знаете како викам, и татко ми е фризер, јас секогаш кажувам, ние сме од Чукундеро фризери. Татко ми исто, вака ми велеше, синко вика, не е битно, ти си фризер како што си, вика фризер. Сега нема да очекувате дека сите ќе бидат задоволни. Логично е дека нема да бидат сите задоволни. Меѓутоа, ако од 100% муштери што ти доаѓаат у салон, 90% се задоволни, 10% слободно може да си одидат кај други фризери, затоа што доволно е другиот фризер, што си бидал до тогаш кај другиот фризер, и психолошки си ја познава и си знае што сака. Сега кој сака да промени, нормално ќе се отиде на друго место ќе се промени. Така да и нема јутиш. И нема тука закон, таа муштерика е моја и до век е моја. Таа може дали заради цена, дали заради слушнава поквалитетен мајстор, можете, сегде може да отиде. Така, И да сака да се врати кај мене, пак ја приму како никогаш да не отсуствувало. Така, колку цената знае да биде и причина за некој често да доаѓа да ја обновува или фризурата, колку цената знае да биде причина за да се отиде кај друг фризер? Може да е. Колку се цените достапни во Сашо и Мики ексклузив фризерското студио? Не знам, тоа е многу релативно, кога го интересира може да се јави по телефон па да прашта, што друго да кажем. Гледам, немаме гледачи на линија. Така, најверојатно има некаков проблем со линиите. Може доколку ако има проблем да се вклучи во студио, да се остави податоци во режија, па доколку некој е заинтересиран, подоцна ќе го исконтактираме ние. Сега ќе направиме само ова не ни беше замислено. Сега не сакам кадрот цело време како дивака, ќе направиме сега една дигресија. Све ќе извадам и ќе ја вратам како што си беше. Така, ајде само тоа нека биде и малку побрзо, затоа што... За 2 минути ќе биде, ќе извадам све. Пошто имаме само 3 снови ставаме. Сновите ги вадиме одма. Така, тоа беше еден од начините. Нека биде цело време у крупен план. Така, и таа фризурата во крупен план. Ова е можеби способноста која што ја споменавме пред малку за она брзо правење фризури, брзо растурање фризури, токму како на модна писта, кога мора манекенката за многу кратко време да добие нов изглед, нова фризура. Од еден елегантен изглед добивме нешто поразлично. Верувам дека крајниот резултат ќе биде некој екстравагантен имидж, или се лажам? Па беше ли за цитира тоа? Завршиме. Сега се враќаме за секој ден. Се вративме сега. Се вративме кога што дојдовме.
Сега онака ќе се оди денеска. Денеска 5-6 дена колку стои на главата, најдобро 5-6 дена може да се спие со нези да се станува, цело време ќе се има. Ја вака ми е просимпатично на мене ова позади ова да и биде. Пошто сака косата да паѓа предните делови, еве ги долниве слоеви ќе ги извлечеме. И ова ти е фризура, сега може он слободно да се иде у шопинг со оваа фризура. Само да ја се облече халинава или да облече на палто. Така, а колку често знаат да ти се спротистават сите кои што ќе седнат на фризерското столче, кога ти ќе им посоветуваш нешто, дека во моментов косата е поубава или позадиува, се спротиставуваат или ги прифаќаат советите? Не е толку битно. Ако не го прифаќа тој момент, ќе покриеме овото. Така, не е проблем. Важно е ли да се прифати како... Не, ништо не е важно. Битно е, комерцијална фризура е битно таа што она плаќа за таа фризура. За таа фризура што плаќа, она мора да биде понезино, па воопшто не е во право, ќе биде понезино. Муштеријата е секогаш во право. Тоа да запамтат сите, зборам за помладите фризери, повозраните сигурно го знаат тоа. Татко ми му учел така. Муштеријата секогаш е во право и да не е во право. Навистина една убава порака, и да јас ви рекла. Тоа е порака за сите млади фризери. Муштеријата секогаш во право. Така, доколку се чуе за готова фризурата, повели седни си на твоето столче. Да ми една вода се напијам, зашто? Прво живот толку многу зборувам. Додека работиш. Да. Така, оно што јас сум имала можност нели да го забележам од нашите чести контакти нели во фризерското студио Сашо и Мики ексклузив, е тоа што кога работиш си многу молчалив, сега поради природата нели на емисијата мораше да се зборува. Јас се вежбав сега како ќе настапам у Приштина, сега треба овој месец за Приштина. 11 мај ќе одам за или 10 не знам точно Белград прво ми почиња со другото шоу што сум за и така да еве вежбав сега. Така, дали таму ќе оди на англиски или на српски? Дали таму ќе видат твоите колеги некоја ваква слична фризура или пак нешто друго? 5 у тој фазон. Така, 5 фризури за 20 минути. 5 фризури за 20 минути, претпоставам на иста манекенка, на Не, сите се посебно. Сите се посебно, да. Како се одвива тоа, може ли да ни раскажеш? Како е певе вака. Правам една си оди. Доаѓа друга позади сте изоја друга седна. Се прави таа си оди. И после имаме шоу на тие 5. Така, дали тоа ќе биде во контекст на подучување на помладите, покажување како треба да се работи? Не, презентерството само го кажува, штом си презентер, тоа значи. Презентираш, па сега кој што ќе уграби, за да може, пошто се работи за колеги тука, немаме ние, да кажеме вип сме ние фризерите сме вип, само вип се тука фризери, нема обичен човек таму, и они за да може да си земат некоја идеичка и да си стават у својот салон. Така, оно што исто така сакам да го споменеме, ќе има ли надпреварувачки карактер? Не, тоа нема надпреварувачки. Така, а доколку би имал некакво шоу со надпреварувачки карактер, би се пријавили за да видиш... Шоута никогаш не се со надпреварувачки карактер. Тоа е висока мода и тоа не може да се оцени. Нема кој да го оцени тоа уствари. Така, тоа само колегите што се тука го оценуваат, него каже добро е, други каже не е добро. Тоа е, немаме ние. Друго е надпревари. Надпревари, јас сум бил на надпревари, последен пат сум бил 94 година во Нови Сад, многу убаво сум поминал. Сега една малку потешка работа ќе кажам, и тоаш бев со Марија Радуловиќ, манекенка од Куманово, што почина пред известно време, што многу ми е жал. И со нејзе многу убаво поминавме во Нови Сад, освоивме многу први места, освоивме 6 дипломи, 4 пехари и еден гепек роба фризерски препарати. Сум работел 6 месеца со тие препарати. Навистина значајна награда како за еден фризер. Оно што сакам да го споделиме со нашите гледачи, велиш ќе презентираш, па можеби некој ти украде некоја финта. Се случува ли ти да научиш нешто ново од другите? Нормално, ја учам од ученик. Јас знам да научам од ученик нема финта. Така се изненадуваш? Ова не. Али тие што ги фрливме доле, ги научив од син. Значи, некој си работи со интернет. Ја не фаќам интернет, не можам. Си работи некој нешто, значи, у салон видов, ајде викам, покажи ми тоа, ја не сум го работел. Јас стварно нешто што не сум работел, не сум работел. Така, тоа значи дека секогаш треба да бидеме судени во текст со модно. И никако не смееме да кажеме, јас сум фризерот најдобар. Нема најдобар фризер. Така, секогаш може да се научи нешто ново. Не постои најдобар фризер. Постои фризер кој е покреативен, меѓутоа за еден обичен човек ништо не значи дали е некој фризер покреативен и за сите ние што работиме комерцијално, работиме за да живееме. И од тоа живееме, уствари.
Така, а колку често правиш креативни фризури во твоето фризерско студио? Има ли можност за такво нешто? А добро, да, ова е креативна фризура. Затоа и ние работиме со водителките, со манекенките, за да може понекогаш фризура тоа што тлее у тебе, што поривот да искочи. Така, наистина убаво кажано, Сашо, наистина убава мисла некаде за самиот крај. Оно што пред крајот ке го напоменаме дека ти се занимаваш и со музика, музичката кариера до каде е? Супер, еве, спремам ново CD, ќе биде готово. Еве денеска нема да пееме, ќе пееме друг ден. Така, ќе оставиме песната за некој нареден пат, или денеска го посветуваме. Имам сега 5 песни ќе ги направам недела, ќе ги снимам, договорено ме тоа. Од понеделник еден ден доаѓам со песните и ќе направиме 20 минутна емисија пак. Ете, одлично договорено. Уште од сега си договоривме соработка за понатаму. Тијана, многу ти благодарам за твоето денешно учество во нашата емисија. Ние разубави емисијата. Сашо, ти благодарам и тебе за одвоеното време. Секогаш ни е мило кога си наш гостин. Со задоволство те угостуваме во нашата куќа. Се надевам ќе се видиме повторно. Нормално. Останете вие на истата оваа програма, следуваат рекламите, но потоа виднаш се враќаме насет.